актуелниот регрес или К15, бидејќи завршува крајот на годината, а тој мора да биде испратен посебно во приватниот сектор во стопанството, каде што членот 35 јасно кажува дека секој работник кој работел најмалку 6 месеци кај еден ист работодавач треба да му се исплати најмалку 40% од просечната плата во државата на неговата сметка. Морам да ви поставам едно прашање. Колку се охрабруваат оштетените работници да пријават и кај вас во Сојузот на синдикати, но и во инспекторатот? Вашите представки какви се? Ние како Сојуз на синдикати на Македонија се држиме до потпишаниот општ колективен договор, кој сега го кажав, тој член 35 како гласи, и не правиме остапки во ниеден момент доколку работодавачот не ни покаже дека неговата финансиска состојба е во, да кажеме, во негатива со документ од УЈП, додека онаму каде што има представници од работниците, таму имаме многу пријави, бидејќи како што знаеме, представникот на работникот нема со закон пропишано како се бира тој представник на работниците, кои се неговите одговорности и дали смее он да потпише, да кажеме, намалување на тој регрес. Како што знаеме, работодавачот секогаш става најдобриот соработник од предпријатието, да не кажам секретарот или секретарката, и со нив си прави еден дил каде што се исплаќа дури регрес од 100 денара. Ние интервенираме до инспекторатот. Можам да ви кажам во месец февруари, кога ги сумираме сите оние пријави, што имаме пријавено, колку пријави се позитивно решени, колку не се одбиени, па може да направиме уште една емисија на таа тема. Така, во одрежиме во дека веќе го имаме на линија господинот Злате Стојановски од секторот за работни односи при Трудовиот инспекторат. Господин Стојановски, дали се слушаме? Да, ви слушам. Добро утро од нас, од утрински брифинг. Дали го слушавте до сега председателот на Сојузот на синдикати? Да, го слушав. Кога вие тргнувате во проверки и какви се вашите досегашни искуства? Во овој контекст, особено господинот Димовски спомена дека постојат и онакви случаи во кои што се исплаќаат само 100 денари регрес. Да. Како што кажа и председателот на синдикатите, работодавачите имаат обврска до крајот на годината да исплатат регрес за годишен одмор, кој изнесува најмалку 40% од просечната плата исплатена во Републиката. И тоа година со последните проценти изнесува околу 10.000. Меѓутоа, во колективниот договор направена е една одстапка, односно исклучок, дадена е можност работодавачите кои се работеле со економски потешкоти да исплатат помал износ од износот предвиден во колективниот договор и меѓутоа не е назначено колку помал износ, затоа, како што кажа председателот, некои исплаќаат и 100 денари, со оглед дека во колективниот договор не е лимитиран долниот износ, и не е наведено што значи економски потешкоти. Со тоа што треба да потпишат спогодба со представникот на синдикатот, а таму каде што нема представник на синдикатот, со представник на вработените. Со тоа се наидуваат на тешкоти и во примената на оваа одредба од колективниот договор, меѓутоа, иако од 2015 година на овој начин се применува, не е направено ништо истата да се прецизира и да е многу појасна, за да не дојде до злоупотреби при нејзината примена. Инаку во инспекторатот минатата година имаше околу 1000 представки од работници за неисплатен регрес за годишен одмор, по сите е постапувано и инспекторатот има преземано мерки предвидени со законот. Кога сме кај овие економски потешкоти кои ги зборувате, каков доказ вие барате? Само таа изјава е доволно? Тоа значи дека може било кој да го заобиколи законот? Со оглед дека не е прецизирано што значи економски потешкоти, ние бараме само тоа дали со представникот на синдикатот или со представникот на вработените е потпишана спогодба за намален износ на регресот. Инаку немаме надлежност да бараме други показатели, односно други податоци, што значи тоа економски потешкоти. Друго е кога би било да работел со загуба, загубата е јасна категорија која се изразува во завршната сметка. Меѓутоа економските потешкоти не е јасна категорија која може да се провери и да се контролира. Како ги проверувате оние кои ги враќаат парите?
Зборувам за оние работници кои добиваат одредена сума на своите сметки, меѓутоа им ја бараат назад и ги вадат парите од сметка и ги враќаат на работодавецот. Како е постапката, како го проверувате? Тоа често се зборува во јавноста дека има такви случаи. Последниве години ретки се такви случаи да се јават во инспекторатот. Барањето од страна на работодавецот да ги врати парите кои му биле исплатени представува кривично дело и доколку се утврди таква состојба, работодавецот и кривично ќе одговори, меѓутоа и тоа тешко се докажува. А вие на кој начин? Дека во последно време ретки се случаите да некој се пожалил кај нас дека му било исплатено, а бараат парите да се вратат назад. А доколку некој не се пожали конкретно во инспекторатот, вие кога вршите редовна проверка на фирмите, не го проверувате овој податок? Да, при редовните контроли кои ги извршиме фирмите, меѓу другото и контролираме дали е исплатен регресот за годишен одмор, меѓутоа тоа го контролираме по изминувањето на годината, значи сега од јануар месец ќе контролираме дали за 2019 година е исплатен регресот. Покрај представките тоа се контролира и во редовните надзори. Најчестиот број представки кај нас се од работници на кои им престанал работниот однос кај работодавачот, а веќе го исполнуваат условото 6 месеци, а не им исплаќа. Во тој случај интервенираме и ги задолжуваме работодавачите да им исплатат и на овие работници регрес за годишен одмор. И само уште едно прашање за крај, бидејќи споменавте дека ова значи кривично дело, законот предвидува и до 1 година затвор. Дали некогаш некој доживеал ваква казна? Да ви кажам, затоа ви кажам дека ретки се случаи некој да се пожали последниве години од кога се предвиде како кривично дело кај нас и немаме случај да сме докажале таков случај. Господин Стојановски, ви благодарам што се вклучивте из утринава. Димовски, го слушнавте инспекторот, работниците воопшто не се охрабруваат да пријават неисплатен регрес додека се во работен однос. Очигледно храброста доаѓа со прекинот на работниот однос. Каков е вашиот став? Што правите вие како синдикати за да ги охрабрите и мотивирате работниците да излезат од оваа состојба на страв? Ние како сојуз на синдикати, пак ќе кажам, ние централизиравме работата. Онамо и без да пријави работникот до Сојузот на синдикати на Македонија, ние подопрен глас ако разбереме дека во тоа предпријатие или фирма нема исплатена К15 според колективниот договор за приватниот сектор, ние сами пријавуваме во инспекторатот, но не може да се справиме со проблемот каде што сакаме еве ги охрабрам работниците, како што кажавте и вие, што го земаат регресот и го враќаат. Ние до сега имавме 3 пријави на тој начин, но секогаш работникот сака да остане анонимен, не ќе иде во полиција да биде сведок дека му се земени парите, тој се извадени од банкомат или од банка и се дадени на рака пак на истиот работодавач, бидејќи како што знаеме тоа се случува во помалите градови и вика јас ако го пријавам тоа, работодавачите меѓу себе се познаваат и не можам да најдам постам работа во градот и нема што да екзистирам. Можно ли е со ваква анонимност да се стигне до правда? Па еве, изгледа дека не може. Показателите кажуваат дека не може, но јас пак ги охрабрувам, мора некаде да почнеме и некој со ова кривично дело кое предвидува 1 година затвор да си заврши во затвор, бидејќи ова е навистина злоупотреба, се зима лебот на работниците на начин кој со закон не сме да се прави, а ете на некој начин пак ќе кажам не работодавачите, ќе кажам со псевдонимот газди што се прават газди и шерифи, им ги си дозволуваат да им ги земат парите на тие работници. Минатата година колку представки вкупно имавте и колку се вака анонимни, а колку мина од оние кои се обратија кај вас? Ја ви кажам, за анонимни со поврат на пари се 3. Ама, пак ќе кажам, анонимно, ние ги знаеме, но нема да ги кажеме сигурно, бидејќи, како што кажам, ќе останат без екзистенција во нивните градови и ние како сојуз на синдикати. Само уште еден податок. Според Хелсиншкиот комитет, како што веќе споменавте и вие, се дава регрес од 500 и 100.000 денари, дури тоа потоа ги тераат работниците да го вратат. И уште еден податок дека 7% од пријавените случаи во Хелсиншкиот комитет се однесуваат токму на регресот за годишен
одмор. Што мислите прво вие за овој процент? Дали е овој во реалноста многу поголем со оглед на фактот дека работниците, дека ова е само мал број од работниците кои се охрабриле да го пријават? Ја мислам дека од оваа година, како што знаеме, бидејќи квалификуваните работници све поише и поише напуштаат нашата држава, сметам дека оваа година работодавачите ќе го испоштуваат во член 35 од општиот колективен договор и мислам дека многу подобри резултати ќе имаме од минатата година во насока дека ќе се исплати редовно К15. Бидејќи вклучивме представник на трудовиот инспекторат, морам да ви го поставам ова прашање. Како сте вие задоволни од работата на инспекторатот, бидејќи вака, ако можам да сумирам од новинарски аспект, голем дел од граѓаните се жалат на тоа како работат инспекторатите, какви се вашите искуства? Првен, како што знаеме, инспекторите на целата територија на Македонија се во многу мал број. Не може да постапат на сите страни, а онамо каде што постапуваат, место да пишат решение, они не праќаат да нашите права да си ги добиеме на суд. Затоа и тие инспектори ги охрабрувам да си ја земат работата во своји раци, како што им дозволува законот, да пишуваат поише решенија, поише да ги задолжуваат работодавачите да ги почитуваат тие права, а помалку да се среќаваме со нив на суд, бидејќи таму има чисти ситуации каде што може инспекторот да му каже со решение да ги утврди неправилностите и да му каже во рок од 14, 7 или 10 дена истите да бидат исправени, бидејќи како што кажав, каде што имаме чисти ситуации, ние таму пишуваме пријави, преставки. Димовски, ви благодарам за ова Благодарам и на гостување.